Hasan, srećen ti pat. Со ваш благослов, татко Рамис. Биди благословен. И ти благослови ме, мајко Фатма. Биди благословен, синко. Ајде, оди ми со здравје. Хатидже. Хасан, Момчиња, Хаджи Али, додека ме нема мене, грижете се за вашата мајка и вујнати Хатидже. Добро? Добро, војче. Грижата за моето семејство, прво му ја доверувам на Бога, после тебе, татко Рамис, и тебе, брату Дилавер. Биди спокоен, брате Хасан. Ајде. Ајде. Нека ти е со помен. Да? Добро дојдовте, команданте. И денес не дојдоа. Поминаа 10 дена. Колку време ќе трае овој лек, господине? Ке фати 2 недели, господине. Како и да е, утре повторно ќе намирам. Команданте, Молам, во денешните вестници не видовме никаква вест во врска со новонастанатиот проблем. Што се случува тука? Дали има било каква информација? владата, наместо да им покаже убаво, се обидува со цензурирање на печатот да ги покрене станите. Работата е во те, господине докторе. Разбирам, господине. Останете со здравје. Благодарам. Види на Чичо кај Макамот. Хасан, дечњата и Меријем, прво на Бога, потоа мене ми ги довери, а после тебе ти ги довери. Да, чичко Рамис. Така ли? Така е. Тогаш ти, Дилавер, ем Меријем, ем момчињата, ќе ги вардиш. Види што ќе ти кажам. Сега, батко, на овие момчиња е Хаджи Али. Не заборавај, ако Хаджи Али те сака, тогаш сите ќе те сакаат, така да знаеш. Нема да заборавам. Уште нешто немој да заборавиш. Овие момчиња сакаат благо. Сакаат и лижапче и локум. И ова немој да го заборавиш. Добро, чичко Рамис, не заборавам. Ајде, јас отидов. Ние ќе одиме наваму. Ајде, ајде. Ајде. Ќе се видиме, чичко Рамис. Чекерчињата не ги заборавај, наполни го джебот и дај, ајде. Ајде, брате. Ајде. Се чини дека војната засега е избегната, Дилавер, ама јас мислам дека непријателите нема да бидат мирни. Да, и јас исто мислам, Мустафа. Наскоро повторно ќе влеземе во војна. еве ви девојчиња вртимушка. Да си жива, дадо. Дада Зарифе ни даде вртимушка. Зошто се смеете, девојчиња? Јас одам, мамо. Ќе одам кај намик, имам работа. Кирко, каде, каде? Што Пред да се зборува стемни ова? ќе се вратам. Убава. Каде оди ова? Сакала да оди кај спанач намик. Овој лек ем увото нема да и го оздрави, еми го штукна умот на ова. Така ми се чини. О, тоа е мојата стара вртимушка. Кај го Дада најдете Зарифе ни тоа? го даде. Аха. Фатма. Добре дојде господја Бедија. Нека е за Арно, зошто дојде? Фатма моја, душичке моја. Сакам со тебе нешто да се посоветувам. Ти сакаш да се посоветуваш со мене, така ли? Фатма, сакам. Добро. Тогаш ајде, дојди внатре, ајде. Ајде да влеземе внатре. Вахиде, ти застани тука. Ти стоплија водата, ќе ги бањаме девојчињата. 10 дена се усмрдеа Добро. веќе. Ајде, дојдете внатре, ајде. Намик! Намик! Намик, спанаќу!
Zarife, ti li si to, a? Леле, ова Зарифе ли е? Zarife. Мене ли ме вика? Е, па тебе те вика. Јас сонувам ли? Не, душо, не сонуваш, погледни, Зарифе те вика. Гледаш ли? Гледаш ли колку сум згоден? Не намик, туку мамут. Каков мамут? Зарифе така сака. Не е ли Зарифе? А, да се прошитаме малко? Зарифе, Зарифе, ти нормална си? Да прошетаме. Но намик не е. Мамут. Мамут. Така е. Да одиме. Е, ајде. Диловера, гледаш ли некого позади нас? Не, брате. Оние двајца на изгледа се опаметија и тајно не следат. Или решиле да престанат да не следат. На повидок нема никого. Е, бидејќи овие двајца се опаметија, повеќе нема да не следат. Ајде да одиме. Е, господин Диловер сака утре да не прошета мене и децата. Навистина ли? Така. Ноќе и дење 10 дена мислам. Тој човек што сака ич не знам. Што сакаше да каже не разбирам и некако не можам да поверувам. Што се случува, детка Бедија? Кој на кого сакал да му наговести? Што се случува, Вахиде, со тебе? Ние зборуваме Па ми меѓу рече себе. да стопам водата, затоа ја стоплив и влегов натре. Добро, ја стоплили. Па ја стоплив. Тогаш избањај ги девојчињата. Зошто јас да ги бањам? Од каде излезе тоа? И јас имам работа, ќе вежбам стрелање. Ете, гледаш ли, господја Бедија? Ја слушаш ли? Слушам. Слушам, Фатма моја. Во голема неволја си, сестро. Твојава Вахиде нема да си најде маж. Како што гледам, твојава машкоданка ќе остане дома. Јас ќе останам дома, тетка Бедија, може ли така? Не, така не бидува. Нема да вежбаш стрелање. Ајде, маш, има, ајде. Нема маш, нема. Има. Нема. Реков има. Нема. Оди бањај ги девојчињата, реков, ајде. Нема да ги бањам. Земјава влегува во војна, ти ми велиш бањај. Девојко, молчи. Нема такво нешто, девојко. Нема ништо. Не. Кога гласот на нашиот султан вака ечел, змијата си избегала во дупката, нема војна. Спиите си вие, спиите си. Непријателот само нека влезе во нашата земја, тогаш ќе ве видам јас вас. Излезе. Излезе, да, излезе. Емине, Пембе, дојдете овде, дојдете вам. мамо. Дојди, и ти дојди. Фатма се да работи. Јадењето Фатма нека го направи. Фатма нека чисти. Фатма, само Фатма. Зошто? Белата керка не може на мажот да му роди дете. Другата моја керка не слуша. Ова па мисли дека е чауш, ете затоа. Ајде, кажи, господја Бедија, те слушам. Ајде, дојдете. Млекар! Дојде млекарот! Млекар! Ицо Ефенди! Марија! Јас дојдов! Вашиот млекар Рамис! Каде се овие, бе? Млекар! Сулејман! Еј, Сулејман,
Каде се овие бе? Не отварат вратата. Дома се, Рамис Ефенди, дома, ама не отварат вратата. Зошто не отварат? Ќе викам млекар. Се плашат, Рамис Ефенди. Од мене ли се плашат? Не се плашат од тебе. Сите селани од селово се плашат. Комшиите се плашат едни од други. Откако рамиите ги нападнаа другите села, сега во нашето село насекаде се чувствува стравот. Многу се преплашени. И овчера речиси никој не излегува надвор. Зар не го примети тоа? Јас не приметив бе, Сулейман. Ицо Ефенди, зошто се плашите од нас бе? Па нели сите ние сме родени во оваа земја? Пораснавме заедно. Не излегуваат, многу се исплашени. Сепак, ти донеси го од таму резервниот сад, јас ќе им дадам млеко. Донеси го. Држи. Вака. Дај да видиме. Еве, ајде. Еве, го оставам. Ицо Ефенди. Девојчињата нека го испијат и нека име на здравје. Ајде. Лекар! Мене ми се чини дека многу се оддалечиме од куќата. Малку. Зарифе, ти мене ме слушаш ли? Не слушам, мамут. Јас помислив дека ме слушаш, се израдував. Не слушам, нели ти кажав, мамут? Така рече, така. Полека. Полека. Да поминеме. Мамут, Молам. сакаш да играме криенка? Криенка. Што е тоа? Една игра. Сакам да играм игра. Знам. Ама не знам како се игра таа игра. Види, многу е лесно. Сега ќе ти објаснам. Кажи. Го гледаш ова? Го гледам. Со ова ќе ти ги заврзам очите. Очите. Потоа јас ќе бегам, а ти треба да ме фатиш. Што ќе се случи ако те фатам? За тоа ти ќе треба да мислиш. Ми се допаѓа. Знаев дека ќе ти се допадне. Ајде. Ама немој да ги одврзаш очите. Нема. Ако ги одврзеш, ќе се расипе играта. Нема. Добро? Добро. Ајде. Ми се сврте. Зарифе. Ти те фатам, Зарифе. Зарифе. Зарифе, каде си? Ти на вистина, господја Бедија, не разбра што сакаше да ти каже господин Джабар? Големата поводаджика господја Бедија не разбрала што сакал да ја каже Джабар Ефенди. Господја Бедија, во селото Песочан, кој ги омажи сите наши девојчиња? Господе Боже, не разбрали? На вистина ли не разбра што сакаше да ти каже Джабар Ефенди на тебе, а? Не разбра? Право да ти кажам, не разбра, Фатма моја, ама се преправав дека разбирам. Господјо Бедија, како рекле, кројачот не може да ги сошие своите скинати алишта, а? Во право си, мила. Во право си. Па, тој се влюбил во тебе. На вистина ли велиш? На вистина ли? Ох, не, о. Ова на вистина не разбрала. Бедија го сака Джабар. Бедија го сака Джабар. Види, дури и овие разбрале. Затворете ги очите. Зарифе! Зарифе! Те фатив! Не
Мир со тебе и Божја милост. Мир со тебе и Божја милост. Застанете, бе! Застанете, застанете! Не си одите! Дојдете, видете што ќе ви кажам. Што се случи, Рамис Ефенди? Ајде, кажи ни. Почекај, бе, слушај, Джабар Ефенди, ќе кажам. Сега, јас пред малку бев кај Ицо Ефенди. Однесов млеко. Јас секој ден им носам млеко. Почнав да викам, млекар, млекар, но никој не отвори. Тоа не е наш проблем, Рамис Ефенди. Како не засега нас? Тропав на вратата кај Ицо Ефенди, реков, млекарот, ама никој не ми отвори. Не се дома, Рамис Ефенди, што има во тоа? И јас си помислив така. Ама потоа дознав. Се затвориле дома, не излегуваат надвор, се плашат. Од кого се плашат? Зошто не излегуваат, бе? Да ти кажам зошто? Да ти кажам ли зошто? Да. Нели арамиите убијано Тесалија? Сега овие мислат дека и ние ќе ги убиеме нив. Господе. Господе Боже. Ја, можно ли е такво нешто? Можно ли е? Не може, не можно. Сега што ќе правиме? Што ќе правиме? Слушајте сега. Ние турците, македонците, албанците, бугарите, грците, тука сите заедно живееме како браќа. Така е, Рамис Ефенди, со векови сите заедно живееме тука. Ама последните денови ние тоа го заборавивме. Ние не го сакаме тоа и нема да дозволиме. И нема да им дозволиме да не искараат. Ние ќе бидеме сложни и нема да си свртиме грб еден на друг. Не во тој смисол. Ама нема да си свртиме грб. Ако си свртиме грб едни на други, тогаш арамиите полесно ќе си ја постигнат целта. Јасно ли ви е сега? Многу си во право, многу убаво зборуваш. Право е, Рамис Ефенди, право е. Право си, многу добро зборува. Сега што ќе правиме? Што ќе правиме сега, Рамис Ефенди? Имам, Ефенди, види сега. Јас мислев и еве што смислив. Што смисли пак, бе? Пак најдоброто го смислив. Најубавото го смислив, Джабар Ефенди. Видете што смислив. Значи, оваа вечер сите до еден ќе одат на гости кај еден нивни комшија. Нека ги посетат, ама не со празни раце. Не со празни раце. Било да е погача, било да е пита со локум, Господ што дал нека однесат. Рамис Ефенди е во право. Точно кажува. Рамис Ефенди, зошто не беше на молитвата? Види, јас долго размислував за ова. Дојдов од долг пат и кога дојдов, ја пропуштив молитвата. Ете, греф ли сторив? Направи добро дело, добро. Ама да доаѓаш редовно на молитва. Ќе дојдам. Господе, немој да ги отргнеш добрите мисли од мојава глава. Јас сум Рамис, млекарот Рамис. Сега, ќе одите ли? Ќе одите ли на посета? Ќе одиме. Како? Сигурен сум дека не следат. Дојде да влеземе во кафеаната. Ако не следат, наскоро ќе се појават. Така е. Джезми, команданте? Господине Дилавер. Намик? Команданте, дали не следат или мене така ми се чини? Господинот Абдул го прекина следењето. Аха. Ајде. Но вие сепак бидете внимателни. Со него не се знае. Има ли новости од Истанбул, Джезми, команданте? Има забрана во печатот за вестите открит. Ова е единствената вест. Навистина? Не па како да е, да не привлекуваме повеќе внимание. Ајде ќе се видиме. Вие нема да ги следите најмалку една недела до 10 дена. Ќе чекаме да бидат сигурни дека нема да ги следиме. Потоа, кога ќе почувствуваат дека се безбедни, ќе погрешат некаде. И тогаш ние...
Тебе, Джабар Ефенди, нешто те мачи. Нема ништо. Те мачи нешто, изфрлија маката од душа, изфрлија, опушти се. Кажи. Не бре, нема ништо такво. Зошто така мислиш? Кажи, ќе ти олесни. Добро, ќе ти кажем. Размислувам за нешто во последно време. Што е? Знаеш она работа, бе? А, која работа? Бедија. Убаво? Ха, бедија. Убава работа е. Ајде, дојди, господја Бедија, дојди. Размисли за ова што ти го кажав. Фатмичке, а ако не е како што велиш? Господја Бедија, се уште не разбираш? Јас како што ти кажав, така е. Керката Паша ми дојде. Гледам дека вашиот разговор долго траел. Никако не може да ви заврши разговорот кога се во прашање намики невреста. Добро што ме потсети, Паша. Јас заборавив тоа да го кажам. Нели велевте дека не сакало момчето? Едно време не сакаше, ете сега сака. Ама што си мисли тоа момче? Играчка ли оваа работа, жити Бога? Час вели ја сака невресте, час не ја сака. Можно ли е тоа? Ете сега сака. И Вахиде слушна. Нели, Керко? Нели пред тебе кажа дека сака да се ожени со невресте? Леле, мамо, ама воопшто не ми е гајле, верувај. Каде се девојчињата? Натре. Па добро, тогаш јас кај нив одам. Аман, оди. Вахиде, се избања. Јас ги бањав. Јас знаев дека ти многу сакаш да ги избањаш, ама јас ги избањав. Те молам, не лути ми се. Фатма моја, види душо, ти вечерва убаво разговарај со момчето и нека каже што мисли, бидејќи морам да јавам кај мајка и дома. Добро кажа. Добро, ќе зборувам. Види, ти утре дојди кај мене. Оти нели ќе треба малку да се дотерам, да се натокмам, а ти дознај што решило момчето и јави ме. Добро, ќе ти кажам. Ајде, остани ми со здравје. Ти остани ми со здравје. Вахиде! Молам. Одам кај грнчарите. Девојчињата тебе ти ги оставам. Добро, мамо. Милото тоа. Што е? Види, птица. Ама крилото е повредено. Исто како јас и ти. Така е. Знаеш ли како ја нареков? Зарифе? Погоди. Погодив. Знаеш ли сега на што мислам? Не знам. Летна. Летна. Ти ќе речеш, Бедија, ти си карамфилче, но зошто си луто пиперче? Ти си млада, јас сум стар. Ти си токму за мене. Не, јас не можам такво нешто да кажам, бе. Па ти што сакаш да кажеш? Јас си кажам што сакам, ама не знам дали таа ме разбра или не. Си кажал што сакаш, таа разбрала. Што ја мислиш ти, господја Бедија, а? 10 денара ми се фенди, 10 дена ме јаде однатре, знаеш ли ти? Таа не може да дојде во мојот дуќан, јас не можам да одам кај незе дома, бидејќи таа не свати што сакав да ја кажам. Разбрала, Џабар Ефенди. Не се прашува лисица за кокошка. Ама каде се видело една жена да ти дојде сама на нога? Така ли е? Се разбира, така е. Најверојатно така е. Се разбира, слушни ме сега. Памтиш ли што реков во џамија? Памтам, сега ти ќе одиш кај господја Бедија. Ќе и речеш, заедно да одите кај некои наши комшии. Ќе земеш локум, потоа ќе фатиш подрака, вака подрака ќе одите и ќе си зборувате со господја Бедија. И ќе дојде ли со мене? Ќе дојде. Ако не дојде? Ќе дојде, реков. Рамис, дали да ти верувам тебе или не? Ако сакаш верувај, ако сакаш не. Ајде со здраве, ајде.
Значи отидоа да шетаат. Излегоа двајцата. Добро. Значи се уште не се вратени, шетаат, а? Уште шетаат. Ајде, нека е со среќа. Господи Боже. Мамут? 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 Зарифе? Ослепев. Не гледам. Не си слеп, Мамут. Ти мижеше. Вистина е. Јас мижев. Ајде, стануј. Ајде. Ајде. Те фатим. Чекај малку. Те фатим. Оди пред мен, ајде. Мамут? 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 Зарифе? Ослепев. Не гледам. Не си слеп, Мамут. Ти мижеше. Вистина е. Јас мижев. Ајде, стануј. Ајде. Ајде. Те фатим. Чекај малку. Те фатим. Оди пред мен, ајде. Конечно, Диловер. Да, конечно. И сега што ќе правиме? Ќе го печатиме и второто издание на вестникот Феријат. Тогаш да почнеме. Ама во овој број мора да напишеме за прашањето на критите сали. Луѓето треба да дознаат што се случува таму, нели? Во право ли сум, брате? Да, брате. Јас сум, госпоđo Бедја, јас. Добре дојде, Џабер ефенди. Повели, Џабер ефенди. Добро те најдов, госпоđo Бедја. Се извинувам што те вознемирувам во овакво време, ама знаеш ова... Ама не ти се молам. Јас дојдов за... Зашто, Џабер ефенди? За тоа, не? Зашто, Џабер ефенди? Дојдов за работата за шталата. Не продавам, Џабер ефенди. Оди си со здравје.
Фатма, Молам, после вечерава спреми се да одиме. каде ќе одиме? Кај Ицо ќе одиме. Од каде излезе сега Ицо? Попат ќе ти кажам. И сега кажи ми, Ти реков дека попат ќе ти што раскажам. си наумил да направиш? Јас ништо не наумив. Зарифе, јади туршија. Ете, се уште не изоздравија ушите. Така ли? Па, да, Чичко Рамис. Се уште не е оздравија. И лековите и завршија, нели? Завршија. Чичко Рамис, молам. Утре јас ќе однесам Зарифе во Битола кај докторот. Може, ама јас ќе дојдам. Не, ти не може. Не можеш ти толку пат да поминеш, не. Ти само што оздраве, не може. Можам да одам? Не можеш да одиш. Можам. Кога ти велам дека не можеш и не можеш и доста. Знам како ќе заврши разговорот, нема да одам. Убаво, многу убаво што разбра. Ти најубаво однеси ја Зарифе кај екимот. Утре јас ќе однесам Зарифе кај докторот. Ама и Вахиде нека дојде. Така ли? Зошто? Па така, Вахиде. Што ако излезат пред нас некои бандити, арами, што ќе правиме? Кој ќе начува нас, а? Што убаво си кажа, точно кажа. Што ти е, Зарифе? Изгледа, кажавте нешто смешно, така? Гледам, се смеете. Така. Ајде, помини, Фатма. Ицо Ефенди! Лекарот Рамис и жена му Фатма. Ви дојдовме на гости. Рамис Ефенди. Еве, ние дојдовме. Мислевме со Фатма дека одамна не сме биле кај Ицо Ефенди и еве дојдовме. Добре дојдовте. Фатма ви донесе пита со зелје. Од кога не сме јаделе заедно пита со зелје, па си помислив дека заедно би јаделе, Марија. Добро сте направиле, господјо Фатма, повелете. Влези, Фатма, влези. Влезете. Влезете. Ајде. Влезете. И да те нападнат нема да слушнеш. Толку си замислен. Ти навистина си како дух, брате. Утре јас ќе ја носам Зарифе во Битола кај докторот. А ако вечер завршиме со печатењето, би можел весниците да ги однесам кај Ахмет Екрам. Добро, помогни ми тогаш. А што да направам, мајстор Диловер? Дај ми една чиста хартија од таму. Убаво изгледа. Господине Кајмакам? О, добро утро, Јорго Ефенди. Дојдов да се избричам. Во ова време? Да, знам, малку е рано, ама имам итна работа. Повели тогаш, повели. Ох, што убаво пееш, Тајар, копнеев по твојот глас. Зарифе? Добро утро, Дадо. Добро утро, Дадо.
Да ве избричам контра, господине Дилавер. Да, може Јорго. Така да биде малце поубав. Вие и природно сте многу убав. Добро утро, тето Фатма. Добро утро, синко. Дојди вамо и седни тука. Седни. Седни. Доближи се малку, сакам да те прашам нешто. На добро нека е, тето Фатма. Ти што велиш за она невресте, но кажи ми ја вистината. Пак ли неврест? Од каде излезе сега невреста, кажи ми? Од каде излезе невресте? Од своето село излезе. Дојде до тука, ни направи пита и не најаде. И ти се најаде и многу ти се допадна. И рече дека сакаш да се ожениш. На вистина така сум рекол, Така рече. Потоа наеднаш рече дека не сакаш. Така сум рекол, да. Еднаш велиш вака, па еднаш велиш така. Јас не можам да те разбирам. Ти кажи ми сега што сакаш? Кажи ми, Мустафа, што сакаш, па јас да ја кажам на Бедија. Слушај ме, тето. Кажи и на Бедија дека јас воопшто немам намера и сум решил да не се женам. Тој дел така ми летнало од уста. Така ли? Така. Ова е твојата одлука? Да, ова е мој последен збор. Велиш дека ова е твојот последен збор. Велиш дека не сакаш. Така ли? Па тогаш запамти дека од сега натаму вака ќе сметам. Добро утро. Добро утро. Што разговарате така? Уште ти фалеше да слушнеш. Фатма! Каде сте, бре? Ќе одам. Ајде. Фатма, каде си, ќе одам? Фатма, каде сте, бре? Доаѓам, мажу мој. Дојдов столбу на мојата куќа. Кажи ми дали имаш некоја желба? Фатма, каде си? Треба да ги испратиш и ќерките и мажот кој оди во Битола. Што убаво кажа, рикна како лав. Еве, одма доаѓам, ајде, мажу мој. Мачору мој. Каде е Зарифе? Доаѓа мојата кулабица. Види, гулабице, тебе те испраќам во Битола. Таму имало подобри лекари од Мустафа. Ќе оздравиш. Не слуша. Ќе оздравиш. Јас не сакам да одам. Добро ми е вака. Те гледаш ли, Фатма? Ќерка ти ја изгуби надежта. Зар може така, Зарифе? Што рече екимот? Да го користиш лекот, а потоа повторно да одиш. Ајде, одете со Господ напред и дај Боже да се вратите со добра вест. Ајде, Мустафа, ајде. Намик, синко, ама не ти се керкичките. Добро, тето Фатма, не грижи се. Ајде. Фатма, и јас одам зашто неќам да ги мислам. Не може, ти нема да одиш. Го слушате ли вие што зборува? Јас не ти дозволувам да разнесуваш млеко, а не пак да одиш дури до Битола. Не може. Не може. Рече дека не може. Ајде да видиме, ајде. Ајде. А ти каде? Ти каде одиш, Фатма? Јас ќе одам до кај Бедија. Сакам да ја кажам нешто. Ќе оди да ја каже на Бедија дека јас нема да се оженам со невреста. Немој, бре! Нека ти е со среќа. Застани да ти избањам, добро? Ладно ми е, мамо. И мене. Добро, синко, добро. Така. Ете така. Ајде, сине, ти си наред. Не сакам. Како не сакаш? Секогаш вака правиш, сине. Добро ти мислиш дека ова е амамот на султанот? Слушни ме добро, сине. Кога ќе најдеш вода и сапун, треба да се избањаш, слушаш? Не сакам. Ќе си останеш нечист за секогаш. Ајде, сине, ајде. Мамо, зошто одиш кај тетка Бедија? Имам една важна работа. Каква е таа важна работа, бе, мамо? Колку си ти љубопитна, Вахиде?
Јас одам прво ке Хатидже. Одете ми со здравје и вратете ми се со здравје. И јас одам до градчето, Фатма. Зарифе! 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 Каде си, Зарифе? Зарифе! Ајде, не се влечкајте, уште многу пат не чека. Доаѓаме. Ти оди. Боже, дај ми трпение. Вчера била кај невресте. Ете, тоа ми го раскажа. А ти зошто мене ова ми го раскажуваш, бе? Девојката и кога е болна била многу убава. Многу убаво изстојат сипаниците, нели Зарифе? Молам? Па, штом си толку љубопит, не веќе ти кажам. Тетка Фатма ја ќе испратив додека и господја Бедија. Да разговараат малку за невресте. Така ли? Така е. А сакаш да знаеш зошто ја испратив таму? Не треба. Маскираниот, докторот, како ли уште те нарекуваат? Вахиде, ти случајно да не си ми љубоморна? Што да ти љубоморам тебе, бре? Камо да ја слушнеш. Мамо! Нема никој. Сите си отишле. Кој го нема? Кој си отишол? Ја нема тетка Фатма. Го нема чичко Рамис. Зарифе ја нема. Сите некаде избегале. Како избегале, брасинко? Никаде не избегале. Каде и да отишле, ќе се вратат. Но зошто нема никој тогаш? Зошто е куќата празна? Од каде да знам јас зошто куќата е празна? Што те мачи тебе што е празна куќата? Ајде доаѓај ваму и помогни ми. Ајде, имаме работа, доаѓај. Ми текна. Сигурно е ке тетка Хатидже. Сите топтан. Што сите топтан, бресинко? Душата ми ја изаде. Ајде доаѓај ваму. Види колку сум паметен. Хатидже, ова да го носам или ова? Што се случува, деда Мирием? Каква е оваа Ајде, паника? кажи ми ова или ова, кажи. Кажувај. Мајко, господин Дилавер доаѓа. И што ќе биде сега? Чекај да видам деда Мирием. Ова убава ќе ти стои. Ајде, побрзо. Стави го тоа, ајде. Ајде. Добра. Деца, како сте? Добри сме. Ајде, погодете сега што ви донесов. Видите што има тука. Девојчиња, ајде земи. Ова е за тебе. И ова е за тебе. Ова е за тебе, пајтак. Ова за прљавко. Ова за мрсулко. Ова за клемпавко. Хаџели? Ова е за тебе. Благодарам. Добро утро, Рамис Ефенди. Добро утро, Иксан. Добро утро, Ариф. Добро утро.
Джабар Ефенди! Джабар Ефенди! Добре дојде. Што се случува како да не си Како да расположен? не сум многу расположен. Што се случи? Не успеа ли Бедија да ја земеш под рака, а? Влези да разговараме, ајде. Ќе влезам. Господја Бедија! Дојде ли? Јас дојдов. Фатма, ти си. Како си, арна ли си? Добра сум јас, добра. Ама зошто си ти толку тажна, господја Бедија? Нешто не сум како треба. Ајде, повели. Повели. Многу ни е здодевна, дада. Дојдеме дома да си ги земеме куклите. Добро, душички мој, ајде да одиме. Зарифе! 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 Каде одиме, мајко? Да, каде одиме? Деца, дали и вие некогаш сте виделе езеро? Немаме видено, што е тоа? Езеро? Што е тоа? Малечко море. А што е море? Кога ќе одиме, ќе видите. Вахиде, Што е? да разговараме малку. Ајде не разговараме, те молам. Сакам да ти кажам нешто. Не ми кажувајте, молам. Тетка Фатма, не сакаш ли да ти кажам зошто отиде кај господја Бети? Не сакам, воопшто не сакам. Добро, а знаеш зошто отиде мајка ти? Леле, види го. Бе, јас колку пати тебе треба да ти кажам дека не сакам да ми кажеш ништо. Не сакам, ти реков, не ме интересира. Нели пред некоја вечер реков дека сакам да се оженам со невеста? Овој сака да ме спобудали. Трпение, Вахиде. Трпение, Вахиде. Трпение. Ти ожени се, дете. Ако сакаш, ожени се. Ако сакаш, не се жени. Добро бе, слушни ме еднаш. Зарифе, знаеш ли колку ти завидувам сега затоа што ти не слушаш во овој момент? Знаеш ли дека овој не знае да престане, само зборува. Дрн, 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 само зборува. Јас лажев. Само за тебе да ти изнервирам. Тетка Фатма отиде кај господја Бедија за да ја каже дека е невозможно јас да се оженам со невреста. Вахиде, невозможно јас да се оженам со невреста. Знаеш ли зошто? Затоа што јас само тебе те сакам. Зарифа? Молам. Слушаш ли? Сестра, Молам. бидна ова, бидна. Што бидна? Увото ми прави, вака ми прави. Ау. Така. Зошто така зборуваш, Рамис? Ти реков дека се возбудив. Отиде кај незе дома, а моите зборови не ги кажа.
праша за шталата, така ли? Да, прашам за шталата. И тая ти ја затвори вратата в лице, така ли? Така, ми затвори. Види, фала му на Бога, што не ти е скршила главата. Убаво си направила што си му ја затворила вратата. Господе Боже, зарем воопшто нема мозок овој џабар ефенди? Не знам, ма Фатма, веќе ништо не знам. Не се, да ги оставиме овие работи, на овие години, зарем ми личи да се занесувам со тие работи. Да го оставиме тоа, туку ти кажи. Со намик разговараше ли? Ја сака ли невреста? Не ја сака. Не ја сака, Не ја сака. Ја... Значи не ја сака. Ако не сака, нека не сака. Што? Ми прекипе веќе на вистина. Ми прекипе, немам веќе нерви и доста ми е веќе. И знаеш ли што ќе направам? Што? Кај девојката дома ќе одам, со татко и ќе зборувам, и со мајка и ќе зборувам, оваа работа бидна ќе речам. Добро, добро. И знаеш уште што? Што? Стројничка веќе нема да бидам. Како нема да бидеш? Ова е златна белекзија. Не си го оставај за наетот. Не, не, на мажиштана веќе нема жени да им наоѓам. Што ми е гајле, како да не? Ке сум им наоѓала жени, па нели се мажи, сите се исти. Ич не знаат што сакаат. Еве, например, Џабар ефенди. Вели дека бил маж. Ако е маж, нека излезе пред мене. Колку убаво кажа господја Бедија, многу точно зборува, шалал да ти е. Знаеш ли уште што? Што? Трлото? Море, на Бајтар ефенди ќе му го продадам. Продај му ја. Ќе го продадам. Да, продај ја Бедија. Ќе го продадам и оној ќе го пукнам. Продај ја Бедија, нека пукне Бедија. Што можеш тоа направи? Продај ја шталата и затвори ја вратата. Ајде. Така. Браво за тебе, ајде. Ја виде ли Зарифе? Која Зарифе? Керката на млекарот Рамис. Не, бе. Тетко! Тетко! Што викаш? Дали ја виде Зарифе? Не. Зошто? Еве стасавме Зарифе. Вахиде, оваа како да слуша? Што? Што рековте? Ајде да влеземе внатре. Деца, дали некој сака да се кршиме со јајца? Хаджи Али? Хаджи Али? Хајде. Хаджи Али победи. Хаджи Али победи. Сине мој. Земи твое. Деца, сакате да си играте покрај езерото? Сакаме. Ајде тогаш. Ајде побрзо. Ајде.
Дали ви се допадна ова место? Ми се допадна. Многу е убаво. Да. Многу е убаво. Дај да видиме. Дај да го погледнеме и другото. Вахиде, прибери се. Одлично. Леко добро делува. Штом вие така велите? Вахиде, чекай малку. Јас ќе разговарам со господина доктор. Не разбирам зошто господицата е лута. Лекот многу добро делувал. Како не делувал? Како тоа добро, докторе? Таа се уште не слуша. Не е можно, не верувам. Откаде ли заклучивте дека не слуша? Таа во овој момент слуша подобро. Што? Дури и подобро ве слуша од порано. Слуша ли? Зарифе, Молам, сестра. кажи што кажав пред малку. Рече дали слуша Зарифе. Така рече. Ши ми се слуша, Бога ми слуша, Зарифе. Зарифе? Молам, дадо. Од кога почна да слушаш ти? Добро, да си одам јас, а? Зарифе? Одговори ми, Зарифе. Молам, дадо. Значи ти слушаш се, Зарифе? Ете да. Погледни ме, ќе те убијам, Зарифе. Шеј, Вахиде, смири се малку. Не можам да се смирам. Зар ние толку пат поминавме за ништо? Мајка ми е за никаде, татко ми е за никаде, јас сум за никаде, сите сме за никаде, сега ќе те убијам, Зарифе. Вахиде, сите во нас гледаат. Па нека гледаат. Слушнав се што разговаравте, Вахиде. Кој разговори? За љубовта. Ние не разговараме за љубовта. Јас ништо не знам да ти кажам. Кога ќе слушнат мама и тато, ќе видиме што ќе кажа, дали е љубов или не. Ќе одиме? Погледни ме добро, Зарифе. Немој да кажеш никому ништо. Ќе видиме. Немој да кажеш. Хајде, престанете веќе. Попат ќе разговараме за ова. Ама јас прво треба да одам до едно место. Вие почекајте ме тука, бргу и ќе се вратам. Каде ќе одиш, Мустафа? Имам работа. Деца, дали ја знаете играта со фрлање камен во вода? Не ја знаеме. Треба да го фрлите каменот во вода и тој неколку пати еве вака да отскокне. Каменот треба да биде еве ваков прав, односно еве ваков, гледаш? И еве да го фрлите вака од пониско и оп. Гледаш? Ајде сега да пробате. Ајде. Секој по едно каменче. Ајде. Гледаш ваму какво е? Ете, ајде сега да видиме. Ајде види. Браво бе Хаджи Али, браво! Види, Зарифе, немој да кажеш никому ништо. Значи се сакате, а? Не се сакаме, душо. Јас не го сакам Мустафа. Да, немој да лажеш. Ваква ќе станеш после, жи ми се. Ајде, станувај внатре, ќе почекаме. Земи, фати го ова, ајде и ти.
командантот излезе. Ви кажа ли нешто? Не каже ништо. Добро, благодарам. Добар ден, докторе. Добар ден, добро дојдовте. И денес ли не дојдоа? Дојдоа, ама само што се замина. Дојдоа ли? Госпожице Вахиде? Ова е командантот. Господин Ахмет Екрам. Госпожице Вахиде? Добар ден. Добар ден. Го прашав докторот за вас и ми рече дека само што се заминале. За нас прашавте? Да, прашав за вас. Зошто прашавте за нас? Прашав за... Зашто прашавте? За болеста на сестра ви. Оздраве, оздраве. Не грижете се. Нека ви е со помин. Многу се израдував. Да сте жив. Госпожице, Молам? Треба за нешто важно да разговарам со вас насамо. Со мене? Да. Знам дека ви е многу чудно овака, како од небо, да е паднато, многу ме ама... интересира, што ќе биде ова? Јас... Бато Ахмет? Мустафа? Брате? Вие се познавате ли? Да, се познаваме. Вие од каде се познавате? Вие се познавате? Да. Не само што се познаваат. Зарифе? Што е, дадо, нели живееме во иста куќа? Тоа го кажав. Во иста куќа? Да, Вахиди и Зарифе се ќерки на Чичко Рамиц, млекарот Рамиц. Нели ти кажував човекот во чија куќа живеам? Да, се сетив. Искрено се изненадив. Колку голема случајност е, нели? Да, голема случајност. Туф. И ете така, благодарение на господја Вахиде, го фативме рамијата што за малку ќе ни избегаше. Да, предпоставувам. Господја Вахиде е во добри односи со арамиите. Зарифе? Добродушно, не лути се, само се шегувам. Да, така. И Мустафа, нека е жив, многу не засака и нас и многу сака да ни биде гостин. Се пресели кај нас и веќе не му текнува да си оди. Нека е жив. Да, што зборуваш? Срамота? Зошто се лутите, душа? И јас се шегувам. Епа добро, ние да станеме. Не чека долг пат. Мустафа. Повели, бато. Ке можеш ли малку да останеш? Треба да разговараме за нешто. Во ред? Вахиде, вие почекајте ме малку надвор. Веднаш ќе дојдам. Ајде. Повели, бато. Ова Вахиде... Што е со Вахиде? Ништо. Само поинаква девојка е. Да, поинаква е. Вистинска коза е. Коза? Да, вистинска коза. Тврдоглава, пргава. Вистинска неволја, брате. Така ли? Да. Но за Божја волја убава девојка е. Нека му е благословена на саканиот. Тоа е малку тешко. Кога е олку тврдоглава, искрено не ми се верува. Бато, за Вахиде ли сакаше да разговараме малку, или? Не. Има и друго нешто. Земи. Што е ова? Ти средив за лична карта. Намик Мустафа од Песочан.
Од песочен намик Мустафа. Минатата недела при нападот на вдешните рами отепале момче по име Намик. Неговата лична карта ја следи за тебе. Бато, не знаеш колку ми значи ова, искрено. Благодарам. Многу благодарам. Ми го спаси животот. Сега можеме да се венчаме со Вахид. Ама прво ќе ми платиш за ова што ми знамачи, да знаеш. Зарифе, застани, дадино, застани. Се сеќаваш кога слушаше... А се преправаше дека не слушаш? А, се сеќаваш? Ете тоа што го слушна тогаш, немој да си го кажала на мама, на тато или на некој друг. Не, нема да кажам, дадо. Ако кажеш? Сигурно нема да кажам, дадо, зошто да кажам? Добро, да речеме дека кажа, не сакајки, погрешка ти си испуштила. Можно е, луѓе сме. Тогаш, знаеш ли што ќе биде сестра ако кажеш? Не сакам да знам. Јас пак ќе ти кажам. Така ќе ти го дупнам увото, што никој еким нема да може да го излекува. Добро. Кој е? Зарифе, ти ли си? Мајко! Мајко! Што е сега, намекче, што е? Мамо, сега го прашам, се преселиле. Не бе, синко. Пред малку ја видов господја Фатма дома влезе. Така ли? Така. Каде одиш, дете, каде? Вистина, Фатма изгледаше малку како да е натажена. Ама од каде јас да знам? Зарифе! 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 Која си ти? Хоснија. Каде се овие? Кој? Зарифе! Не знам. Нема ли никој? Не, нема никој. Знам дека се преселија. Се преселија ли? Зошто се преселија? И каде се преселија? Тоа не го знам. Ајде среќа, нека е, што и да биде. Да, Рамиз Ефенди, не ми се радува што ме гледаш, а? Не се израдував. И јас не се радувам што те гледам. Штом не се израдува, кажи зошто дојде. Душата ми сакаш и дојдам. Не можеш да дојдеш. Дојдов, ете. Гледаш, тука сум. Човек оди ли таму кај што не е добре дојден? Па само ти не ме сакаше во куќава. Јас сум овде глава на куќата, толку. Рамис! Молам? Ти не си никаква глава. Ти си млекар. Ете толку. И колку само изборував на сестра ми, не мажи се со млекарот, не ме послуша се омажи. Така ли? Во суштина, колку сакаше Златарот Мехмет Ефенди да се ожени со сестра ми. Ама, ништа. Не ми го спомнувај Златарот! Не ми го спомнувај неговото име! Златарот Мехмет Ефенди.
Те молам, не ме подсетувај! Златарот, ке го спомнувам, Златарот Мехмед Ефенди. Не го спомнувај, Златар! Златарот Мехмед Ефенди ем беше побогат од тебе, ем беше поубав. Добро, беше богат, така е. Ама беше висок една педа. Низок беше. Да, многу си одговара со сестра ми. Тоа праша Фатма. Татичко, Е, кој е ова? другарката на Златарот. Ова е вашата тетка. Да ви бакнам рака, тетко. Ајде, вие бакнете. Рамис! Тетка, Фатма, дојде. Фатма! Убавата жена на млекарот. Ајде, тргнете се. Рамис! Јас го викам Рамис, од куќата излегува спанаќот. Тетка, Што Фатма. бе, тетка Фатма? Си го знам името тетка Фатма. Каде е Рамис? Ајде, погоди кој дојде кај вас дома. Јас знам кој дошол кај нас. Спанаќот дошол кај нас. Не е така. Погоди кој дојде кај вас. Е, кажете кој дошол? Видете, што ви донесов. Ви се допаднали? Ела. Усние. Сестра ми? Сестро! Дадо! Дадо! Фатма. Еј, Дадо! О, сестро моја! Сестро.